Најпрво сакам да ви посакам едно топло добродојдовте на мојот канал и да ви се заблагодарам за вашата доверба и одвоено време. А сега да преминеме на видеото. Како се уништува една држава? Навигацијски промени во општествените промени, еволуцијата на традиционалните вредности и нејзиното влијание врз народите. Темата како и на кој начин една држава се уништува е сложена и повеќе слојна. Постојат неколку фактори кои може да придонесат за пропаѓање или уништување на една нација. Еве неколку вообичаени начини на кои една земја може да ја поткопа сопствената благосостојба. 1. Политичка нестабилност. Политичката нестабилност, вклучувајќи ја корупцијата, авторитаризмот и слабото владење, може да има штетно влијание врз развојот на една земја. Кога лидерите даваат приоритет на личната корист пред интересите на нацијата, тоа може да доведе до економско лошо управување, социјални немири и губење на довербата на јавноста. 2. Економско лошо управување. Лошите економски политики, погрешната распределба на ресурсите, прекумерниот долг и недостаток на инвестиции во критичните сектори може сериозно да ја оштетат економијата. Високата инфлација, невработеноста, нееднаквоста во приходите и неодржливите фискални практики може да доведат до социјални немири и економски колапс. 3. Социјална поларизација. Кога една земја доживува длабоки социјални поделби врз основа на фактори како што се етничката припадност, религијата или социоекономскиот статус, тоа може да доведе до социјални немири и политичка нестабилност. Неуспехот да се реши социјалната нееднаквост и да се промовира инклузивноста може да ги подгрее тензиите, да ја попречи социјалната кохезија и на крајот да ја подкопа стабилноста на нацијата. 4. Надворешни конфликти и војни. Вклучувањето во долги вооружени конфликти, внатрешно или со други нации, може да ја уништи земјата. Војните резултираат со загуба на животи, раселување на луѓе, уништување на инфраструктурата и исцрпување на виталните ресурси кои можеле да се искористат за развој и подобрување на условите за живот. 5. Неуспех да се прилагодат на глобалните промени. Во денешниот меѓусебно поврзан свет, земјите треба да се прилагодат на глобалните економски, технолошки и општествени промени. Неуспехот да се држи чекор со напредокот, иновациите и меѓународните трендови кои се развиваат може да остави една нација или држава да заостане во споредба со другите држави, што ќе доведе до економска стагнација и губење на конкурентноста. Важно е да се напомене дека овие фактори често може да бидат меѓусебно поврзани, а уништувањето на една земја или држава ретко се препишува на една единствена причина. Наместо тоа, често е комбинација од различни внатрешни и надворешни фактори кои постепено ја нагризуваат стабилноста, развојот и целокупната благосостојба на нацијата. Дали уништувањето на традиционалните вредности значи тотален колапс на една држава? Уништувањето на традиционалните вредности, према мене, тоа е моје лично мислење, значат тотален колапс на една држава, а тоа можеме сите ние да го приметиме на телевизиите кои нон-стоп рекламираат неморални вредности, црна хроника и се што е неморално, а се прикажува дека сето тоа е добро и убаво. Тоа највеќе влијае на децата и така им се пере мозокот, највеќе преку видеоигри кои содржат насилство, филмови со неморални вредности и многу други работи. Тоа е удирање директно во темелите на една држава. Кога ќе ги уништиш моралните вредности кај децата, потоа следи растурање на фамилии, доведување до сериозни проблеми во општеството и на крај повеќето од тие деца, гледајќи филмови и лоша пропаганда, завршуваат по затвори поради криминал, а некои посегнуваат и по сопствениот живот. Јас разбирам дека треба традиционалните вредности и можат да се развиваат и да се менуваат со текот на времето, како што општеството напредува и се прилагодуваат на новите околности, но треба да биде и со помош на телевизиите и политичарите, кои ќе се залагаат за јавно добро на сите, а не да гледаат само личен интерес и материјална корист.
Општествените норми и вредностите не се статични и затоа може да варираат во различни култури и генерации. Сепак, значајни општествени промени, особено ако се случуваат брзо и без равнотежа или консензус, може да создадат социјални тензии и предизвици за управувањето. Кога има широко распространето отфрлање на традиционалните вредности без соодветно воспоставување на новите општествени норми, тоа може да доведе до социјална нестабилност и поделби. Влијанието на таквите промени врз стабилноста и иднината на државата зависи од различни фактори, вклучувајќи го степенот на отпор, ефективноста на управувањето и способноста за управување со општествените транзиции. Во некои случаи, ерозијата на традиционалните вредности може да доведе до зголемена поларизација, социјални немири и губење на социјалната кохезија, што може да има негативни последици за стабилноста и функционирањето на една држава. Важно е да се препознае дека општествените вредности природно еволуираат со текот на времето и општествата мора да најдат начин да се движат низ овие промени додека го одржуваат чувството на единство и стабилност. Успешното управување со општествените транзиции бара отворен диалог, инклузивност, почитување на различните перспективи и ефективно владење кое се однесува на потребите и аспирациите на различни сегменти од општеството. Секако, продолжувајќи од претходниот одговор, би сакал да истакнам неколку дополнителни точки во врска со уништувањето на традиционалните вредности и неговите потенцијални импликации за една држава. 1. Културен идентитет и кохезија. Традиционалните вредности често придонесуваат за културниот идентитет на општеството и чувството за кохезија. Кога тие вредности се еродираат или се значително оспорени, тоа може да доведе до губење на идентитетот и фрагментирано општество. Културниот идентитет игра клучна улога во поттикнувањето на социјалното единство и колективното дејствување, а неговата ерозија може да ги ослаби социјалните врски и да ја попречи соработката меѓу граѓаните. 2. Морална рамка и социјален поредок. Традиционалните вредности честопати обезбедуваат морална рамка што го води општеството и општественото однесување и воспоставува општествени норми. Овие вредности може да го промовираат општествениот поредок, етиката и чувството на одговорност кај поединците. Ако традиционалните вредности се отфрлат без взаемна или алтернатива, може да создаде морален вакуум и да доведе до несигурност, етички дилеми и рушење на општествениот поредок. 3. Поделба на генерациите. Промените во традиционалните вредности често се поврзуваат со генерацијски јаз. Помладите генерации може да прифатат нови идеи и вредности, кои ги предизвикуваат воспоставените норми, додека постарите генерации може да почувствуваат чувство на загуба и отпор кон промените. Широките разлики во вредностите и верувањата меѓу генерациите може да ја нарушат социјалната кохезија и да создадат меѓугенерацијски тензии. 4. Политички и социјални реакции. Уништувањето на традиционалните вредности може да предизвика политички и социјални реакции на делови од населението кои се длабоко вкоренети во вредностите. Ова може да доведе до пораз на популистички движења, социјален конзерватизам, па дури и екстремистички идеологии, бидејќи некои поединци се обидуваат да го заштитат или оживеат она што го сметаат за традиционални норми. Ваквите реакции можат дополнително да го поларизираат општеството и да придонесат за политичка нестабилност. 5. Потенцијал за обнова и напредок. Иако ерозијата на традиционалните вредности може да има негативни последици, таа исто така може да отвори врати за нови идеи, иновации и напредок. Прифаќањето на промените и прилагодувањето на општествените вредности на новите реалности може да го поттикне социјалниот и економскиот развој. Урамнотежувањето на континуитетот со неопходните адаптации е од суштинско значење за општествата да еволуираат и да напредуваат. Важно е да се забележи дека влијанието на уништувањето на традиционалните вредности врз државата ќе варира во зависност од конкретниот контекст.
културната динамика и начинот на управување со општествените промени. Успешните општества често наоѓаат начини да се справат со тензиите помеѓу традицијата и напредокот, интегрирајќи ги вредните аспекти на двете за да изградат поинклузивна, кохезивна и поотпорна иднина. Доколку ви се допадне видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.